На Евана не се допаѓа бришењето на граѓанските камати за старите долгови. Сметаа дека предлогот кој треба да влезе во најновиот пакет владини мерки треба да се доработи. Како што беше случај и во претходните неколку иницијативи, се залага за комплетни и систематски решенија за проблемот со заостанатите долгови. Во тој контекст, само делумен отпис на каматите или побарувањата нема да придонесе за решавање на проблемот. Велат од компанијата. На што точно со ваква конотација алудираат од Евана е нејасно, но повеќе заверување е дека Евана не е срекна со одлуката на владата да се откаже од пари, без оглед дали доаѓаат од джепот на граѓаните или од сметките на фирмите. Но, освен со Евана, добар дел граѓаните треба да спасат пари по основ камати и долгови кои ги имаат кон општинските и државните институции, јавните претпријатија и слични на нив. Дали, например, јавните претпријатија се подготвени за отпис, а при тоа процедурата да биде сведена на минимум. Физичките лица при плаќање на основниот долг се отпишуваат каматите. Но ако се донесе тој закон, сигурно ние како претпријатија сме спремни да го реализираме тоа, но може да кажам и апел до граѓаните, да ги информирам, дека ние и сега имаме донесена одлука на управен одбор, каде што ако се плати долгот во целост, се отпишуваат каматите. Доколку сето тоа се спроведе во секоја нормална процедура, значи излезе како закон, ние сакале или не ќе мора да го спроведе. Секој дека сме спремни, овде кај нас книговодството и правна служба, значи си подготвена за било какви промени, секој ќе биде од бенефит на самите граѓани. Ние како комунално јавно претпријатие и без ова секоја година до декември месец донесуваме одлука на управен одбор за останат долг кој што го имат граѓаните, доколку го платат во готово, значи камата да и биде 100% отпишан. Операцијата отпис на стари камати и плаќање на долговите на рати е втора, бидејќи иста таква имаше и лани во февруари. А резултатот, заеднички за сите локални јавни претпријатија, е тоа што имаат значително намален приход.